се зафатив со една тешка политичка борба да се изворам за правата на оние кои што кравареа во 2001 година за Македонија, најпрво се обидуваат да ме придобијат и да ме подкупат. Кога не успеаја, почнаа да ми се заканува, се обидуваат да ме исплашат и повторно да ме подкупат. Не успеаја ниту во едното, ниту во другото. Нити ќе успеат во иднина. Кога видоа дека не можат нити да ме исплашат, нити да ме подкупат, се обидуват со години наназад да го извалкат моето име. Го гледав пред неколку недели големиот македоноид, кој што се подсмева на македонската нација, глумејќи патриот, доктор Латас, не знам дали знаете, а моля доктор Латас. Имаше па каде бил Ангелов во 2001, па нема врска, па тој не бил во војната, па тој не бил ранен, па тој нема врска. Латас, Павлович Латас. Понатаму, под негово диригирање, сите провладени медиуми, но и на интернет порталите, постојано и јас, но и достоинство сме изложени на напади дека сме се придружили на комуњарите. Јас овде не гледам комуњари, гледам честни, добри социјал-демократи. Јас не само што не се срамам, затоа што сум со вас, туку сум горд, затоа што достоинство е во коалиција со Социјал-демократскиот сојуз на Република Македонија. Комуњарите се овде, се набутаа овде. Никола Груевски, Бодана Јанкуловска, Зоран Стајновски, Мила Јанакиевски. И многу други политички сончогледи, кои што, кога Бранко беше на власт, многу го сакаа, но денес за нив Груевски е светиња. Но таквите, кога ќе видат дека бродот на ДПМН тоне, веднаш ќе го напуштат, бидејќи знаете дека глувците први го напуштаат бродот што тоне. Посебно ме напаѓаат и кога ќе сретнам некој од нив, како сум можел да отидам со Бранко Црвенковски. Но јас, кога би требало да бирам помеѓу Бранко Црвенковски и Никола Груевски, без размислување би го одбрал политичкиот ветеран Бранко Црвенковски. Политичкиот воин Бранко Црвенковски, кој пред неколку дена можевме да видиме како се бори за неговите пратеници, наместо да се крие, наместо да контрира, да ја скува за Америка, тој ја скопнал градата, обидувајќи се да помогне на неговите пратеници. Кога во 1997 година се поставија две албански знамења со двоглави орли, едното во Гостивар, другото во Тетово, Бранко не побегна во Америка, туку ја прати полицијата да ги ситне. Пред неколку недели имавме можност да ја видиме Албанија во Македонија. Цело Скопје, цела северозападна Македонија беше преплавена со албански знамења. Мене толку веќе не ми сметат, навикнат сум на нив, но каде беше големиот македонски пастир, лидер, патриот или поточно лажен патриот? Побегна по инвестиции токму тогаш. Ама ја остави Гордана да ги плаши. Но, ќе ви кажам дека во оваа партија, може би не во оваа зграда, има исто така прекрасни и честни луѓе, од кои што еден дел и јас ги познавам. Не се сите вамаровци како овие од потесното раководство. Затоа апелирам до сите честни вамаровци веднаш да започнат процедура за вореден конгрес на ВМРО ДПМН
на кој што ќе се изберат нов демократски лидер, кој што ќе поведе оваа партија напред со демократски методи, а не со вакви ненародни фашистички методи. Бидејќи поделбите кои што ги внесува последните години не водат никаде, не поделеа по сите можни основи. Пред неколку дена ги понижија повторно бранителите, ги натераа бранителите од редовите на македонската полиција да се свртат против сопствениот народ, но не и се лутите, тие само ја извршуваат добиената наредба. Затоа да прекинеме со овие поделби, бидејќи кога овие ќе изгубат власта, зборувам за најдесното раководство на ВМРО-ДПМН, со безбројните милиони кои што ги украдоа овие години, ќе си побегнат надвор, ќе отидат на некои екзотични острови, а ние ќе оставаме овде да си вадеме очи меѓу себе. Ние ќе треба утре на улица да се сретнеме, да се погледнеме, заедно со оние кои што денес се во ВМРО-ДПМН. Затоа повикувам на обединување. Не треба да ги мразиме сите членови од ВМРО-ДПМН. Има таму прекрасни луѓе, како што сите овде сте прекрасни луѓе. Бидејќи Македонија не е се што имаме. Да живее Република Македонија!